Посетете се себе си, kako sedite. Чувствуйте како дишењето се смирува. И осетите како и телото ви се смирува. И осетете се себе си. Своето постоење. Кажете си: јас сум. Не мора да барате интелектуално објаснување, само чувствувајте. Сум. Го имате ова тело, имате енергија, имате свест, и вие сте сето тоа. И на ниво на енергијата и свеста, што може да е едно те исто, со две различни карактеристики. Меѓусебно сме поврзани. И вака присутни сега, заедно, со намера да чекориме на патот на срцето, патот на љубовта и почитувањето на себе си, но на едни со други, и на се друго што е дел на оваа планета. Имаме повеќе сила заедно. Секој сам чекори,
но istovremeno i zajedno. И седейки вака со себе, бидејќи сме на крај на еден циклус, на една година што поминува, видете се себе си низ годината што поминува, каков вкус ви остава годината што поминува. Од оно што сте задоволни со себе, кажете си дека и понатаму ќе го развивате. И бидете благодарни за сите успеси што ги имавте и постигнавте, лични, професионални или на било кое друго поле. И бидете благодарни за сите што ви помогнаа на тој пат кон тој ваш успех. Благодарни на сите за кои што знаете дека ви помогнаа и на сите други за кои што не знаете, а ви помогнаа. Кога сме благодарни, најповеќе примаме, се отвораме да примаме уште повеќе љубов, уште повеќе помош. Али кога сме благодарни од срце, од душа, вистински, за оно што чувствувате дека не ви успеало или имате горчина или љутина или збунетост можеби. Немојте да се прекорувате себе си и немојте да уште повеќе бидете љути на себе.
тоа така само егото зборува. Ние не сме совршени. Нешто ни успева, нешто не ни успева. Имајте милост кон себе и утеха, како што би тешеле некое дете кое што во нешто не успева. Тоа не значи дека се откажуваме и се предаваме од обидот да ни биде подобро. Или тоа нешто да го промениме. Тоа значи само дека во обидот да тоа го промениме, тој дел од себе, и тука го избираме патот на љубовта. Сме трпеливи, но и истрајни. Во настојувањето да дојдеме во состојба да ни биде добро. И може би од сите цели што си ги поставуваме во животот, да успееме за ова, за она, ова цел да дојдеме во состојба кога сме добро, мирни и со љубов, може би е најважната. Ако се сетиме дека не постоиме само во оваа димензија, сме и многу поширока свест, енергија, и видете што би оставиле во годината што изминува. Некоја навика што не ви користи, размислување или убедување што не ви користи, некое замерање некому што исто така не ви користи. Малку гордост можеби, што исто не ни користи. Малку само сожалување, што исто не ни користи.
за да отвориме простор за нови неща, нова енергия. За повеќе љубов во нашите срца и во нашето дејствување. За повеќе добри дела што би ги направиле за другите. За повеќе радост што би ја споделиле со другите. За повеќе игра со детско срце. Јогините велат дека животот е само една игра. И осетете дека тоа го можете. И дека имате храброст на предизвиците што предстојат, да ги сватите дека се само прилика за внатрешен раст. И осетете го тоа, некој предизвик што го имате, сватете само дека е прилика за внатрешен раст. Да допрете подлабоко во себе. И осетете дека она што може би сте го гледале како непријатност или непријател, сега можете да стоите до тоа. А кога можете да стоите, ја враќате својата внатрешна снага. Односно, само ја воспоставувате повторно изгубената комуникација со својата внатрешна снага и внатрешна мудрост. Посакајте се секогаш кога сте во неволја да се сетите дека имате внатрешна снага и внатрешна мудрост, да застанете, да дишете и да ја побарате таа внатрешна снага.
и побарайте помош. Универзумот ќе ви одговори. Помошта ќе стигне од разни страни. Али молете за помош. Отворете се за помош. И ќе ја добиете. Чувствувајќи така, дека не сте сами. Чувствувајќи ја сега својата внатрешна снага, осетете ја и радоста, за своето постоење, заради тоа што имате толку многу да дадете од својата креативност, од својата умешност, од својата љубов, од својата добрина на другите околу себе, на светот, чиј дел сте. Вакви какви што сте, прекрасни, величествени, божествени.